priče što mi rasute sni. Večno ti ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Четврток 18 часот и 15 минути, редовен термин за Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, вие сте на вистина на вистинското место. И овој пат раскажуваме една скопска приказна преку нашата соговорничка и моја гостинка вечерва. Токму преку Скопје ми е дома раскажуваме за спомени, за моменти, за места кои што го одбележали или го одбележуваат главниот град. Меѓутоа и секако решаваме проблеми, споделуваме проблеми од нашите улици, нашите мала, токму преку моите соговорници и гости во локалната програма на Вистинска телевизија. Оваа вечер на гости во студиото на Вистинска телевизија ни е претедничката во Македонското собрание, госпоѓа Рашела Мизрахи. Нема да должам во најавата, ќе си ја поздравам мојата гостинка. Госпоѓа Мизрахи, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Ете да бидете дел од Скопје ми е дома вечерва. Како сте? Одлично, благодарам на поканата и голем поздрав, добро вечер за вас, за сите во студиото и за сите гледачи. Оно кое што јас би започнала, а кое што ме импресионираше е една ваша објава на социјалните мрежи. Велите поврзано со локалните избори 2025 беше чином, велите 500 години Скопје е мојот дом и дом на мојата фамилија. Јас би започнала од тука. Токму така, 500 години, мојата фамилија доаѓа и е по потекло од Толедо од Шпанија, дојде низ 1490 години. Последните документи кои што ги имаме за присуството во Македонија е присуство во Битола, 1510 година Давико де Фернандес Мизрахи ја напушта Битола и доаѓа во Скопје и согласно документацијата со која што ја располагаме, ние сме фамилија која што 500 години живее во Скопје. Скопје е на вистина наше место, наш град, нашата голема љубов, да кажам. Оставила траги во нашите животи, животот на мојата фамилија и имаме многу приказни за Скопје и секако стари скопјани. Како го чувствувате главниот град денес? Како го чувствувате вие Скопје денес? Пред да започнеме нели со вашата работа, вашиот придонес токму во општествениот развој на главниот град? Па видете, поминував низ етапи, нели, како млада и како тинејџерка и како млада студентка, Скопје беше дома и да, го чувствував блиску до себе. Знаете, имате своји улици, своји другари, своји клупи, своји паркови, местото што го познавате. И кога заминав за прв пат во Канада, се постави едно прашање помеѓу колегите кои што беа на специјализација. Прашањето беше од кој град доаѓа. И нормално знаеа дека Македонија е во Европа, меѓутоа не знаеа кој е главниот град и во тој момент од главниот град можеше на тој оскуден интернет кој што го имаше тогаш да се најдат слики од Вардар, старите клупи и евентуално жолта прерасната трева. Во периодот помеѓу 2006 и 2014 година се случи за мене барем еден феномен. Се појави Facebook и секојдневно моите пријатели од Скопје објавуваа фотографии на сите оние промени кои што Скопје ги доживуваше. Осветлувањето на Скопје, одеднаш нови капацитети, почисти улици, реновирање на плоштадот, ставање на скулптури, можеби за нечи вкус да, за нечи вкус не, ирелевантно, за мене тоа беше мојот град е разбуден и мојот град се менува, се гради и е осветлен и прекрасен. Дури, нескромно ке кажам, иако некому може да не му се допаѓа, дека неколку пати се враќав во Македонија, патував до Македонија и до Скопје само колку да се фотографирам. Да имам слика од она како Скопје изгледа, фамозната жичара кога се отвори, која што оди до врвот на Водно. Значи, сите тие фотографии требаше да бидат дел од себе, кој што јас ќе го понесам кога ќе се вратам да го продолжам својот студиум. Бев пресрекна со тоа што го гледав и мислам дека беа едни од најсрекните моменти од мојот живот кога го посетував Скопје, кога се враќаш дома и кога едноставно од самото слетување на аеродромот некако во душата викаш знаеш дека си дома. Дома сум, се е во ред. Да. Така, одличниот допир и одличниот момент со Скопје. Јас би преминала во улогата која што вие денес ја имате во институциите како нели допринос кон општествениот развој на градот. Претеничка во Македонското собрание, втор мандат, членувате во различни комисии, Комисијата за здравство е тука, Комисијата за финансирање и буџет, Комисијата за еднаквост помеѓу мажите и жените.
Која е вашата улога како пратеник еве првично? Па да, овој мандат сум претседател на Комисијата за здравство, која што можам да кажам дека особено ми е прирасната при срце, како и деноста, нели? Здравството ми е некако поблиску. Меѓутоа има многу други комисии, да, знаете дека пратениците се нумерирани со одредени комисии во кои што ние учествуваме како членови или заменици членови, например јас сум член во Комисијата за надворешна политика, евроинтеграција и така натаму. Меѓутоа должноста на пратениците е да учествуваат по слободна волја, нели, во интерес на граѓаните, во дискусиите на било која комисија. Ние имаме и групи за соработка со различни држави, нели, делегации и групи за соработка. Јас учествувам во групата, односно сум претседател на групата за соработка со Кнесетот во Израел, меѓутоа исто така Јужните Америки, Канада, Чинам, UK, плејада на држави со кои што нели ние имаме билатерални односи. Да, ја сакам пратеничката функција, би можела да кажам дека првото соочување со нејзе не беше лесно во минатиот мандат, кога бев дел од опозицијата и кога одеднаш имавме илјадници материјали за анализа, преди се поради застојот кој што го создаваше извршната власт. Морам да посочам дека пратеничката функција е многу убава доколку доаѓате од научно-истражувачка дејност, затоа што ви овозможува да направите преклопување на научно-истражувачка дејност со политичка дејност. Односно, ви нуди можности преку институтот при парламентот или пак другите институции со барање на документација да направите една целосна аналитика и буквално мапирање на проблемот на граѓаните за кои што се истите заинтересирани на територијата на целата држава преку институциите, инфраструктурата и да донесете конечно решение кое што би можеле да го браните како рационално совесно решение за граѓаните. Нешто што дополнително сега се случува во парламентот, а не се случуваше минатиот мандат, е апсолутно отворени врати за граѓаните, 24/7 што би рекле. Достапност во секоја форма, не само телефонски, туку и со доаѓање во канцелариите на пратениците, во кои што ние сме на расположение во секој момент да одговориме на барањата или пак да ни бидат посочени прашања за кои што можеби не сме имале увид претходно. Така, од искуството пред ТВ камерите со останатите ваши колеги пратеници, станува збор за пратенички канцеларии кои што се наоѓаат нели во самите општини во градот Скопје. Зашто најмногу вас ве бараат, односно доаѓаат вашите сожители, можеби како пратеник, и дали ја знаат надлежноста конкретно на пратеникот и неговата функција граѓаните? Па знаете, нема тука голема филозофија, јас ќе кажам како јас гледам на работите. Јас мислам дека граѓаните не доволно се информирани за што потпаѓа под локална самоуправа, што потпаѓа по ингеренции на пратениците и собранието, односно домот на граѓаните, а што потпаѓа под извршна власт. И некогаш можеби прашањата ги допираат сите аспекти, меѓутоа да, најчесто сметам дека се обраќаат кај пратениците, иако можеби директно прашањето нема да биде за законско решение, носење на измена на некое законско решение или подзаконски акт, сепак доаѓаат во нашите канцеларии. За мене лично и членовите на Комисијата за здравство сметам дека и нормално плејадата на прашања да доаѓаат од тој сектор кој што е гломазен, обемен и по однос на функцијата, па така доаѓаат не само здравствени работници, тука со работници и останати кои што се вклучени во здравствениот систем, меѓутоа и различни здруженија на граѓани, здруженија на пациенти и така натаму, кои што секогаш имаат што дополнително да не известат, да ни кажат и да ни посочат каде би можеле да најдеме соодветно решение за проблеми. Така, од друга страна, она кое што е за можеби позитивен пример и за почитот, тоа дека постојано сте обкружена со вашите сограѓани, сожители, колку тоа треба да е пракса, односно колку треба пратеникот да биде достапен за обичниот граѓанин кој што. Па видете, самиот термин пратеник е испратен од кого? Представници на граѓаните. Се додека јас гледам дека се додека не влезам во парламентот, јас сум Рашела Мизрахи. Во моментот кога ќе влезам во парламентот, јас ги представувам граѓаните, електоратот заради кој што сум внатре во парламентот. Не се представувам самата себе. Ги застапувам нивните интереси и нивните барања. Заради тоа јас морам константно да бидам во контакт со граѓаните. Значи, нив ги представувам, тоа се нивните зборови, тоа се нивните гласови. Не се представувам самата себе си. И заради тоа сметам дека е незамисливо да имате пратеничка улога без да имате 24/7 контакт со граѓаните.
Така, во текот на локалните избори, пред самите локални избори, главниот град не беше во една завидна положба, и кога сме конкретно кај Комисијата за здравство, тука ќе ја поврзам чистотата, за која што нели имаше и предлози, препораки за заштита на здравието, односно за инфективни болести, чинам. Колку ете така институциите се можеби кохерентни и поврзани во насока на делување кон здравието на граѓаните, односно кога се работи за превенцијата од болести, во случај на ваква нехигиена, нечистота? Верувам и дека сте го разработиле проблемот во самата Комисија за здравство. И доколку го вратиме првото прашање, како некој кој што припаѓа на Скопје, како фамилија која што припаѓа на Скопје, за мене е неприфатливо граѓаните сега по медиуми да даваат изјави од типот на само нека се изчистат контейнерите, ако може сметот да се собере, ако може улицата да се зачисти. Неприфатливо е во 2024 година, 25 година ние да зборуваме за чисти улици. Апсолутно неприфатливо. Значи, туку се скромни барањата од нашиот народ заради тоа што поминале низ период кога буквално државните инстанции кои што требале да се грижат за благосостојбите на градовите не го правеле тоа. И затоа се доведовме до состојба во која што зборуваме се погласно за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на градот Скопје. Па имаше нели и по медиумите стори за тоа како пацови излегле на улиците, дете било каснато и слично. Нормално е тоа доколку институциите надлежни за грижа не го сториле тоа. И сега не имаме среќа што со извршната власт предводена од ВМРО-ДПМН имаме една прекрасна личност, Марија, која што е директорка на Институтот за јавно здравје и која што верувам дека ќе ја заврши својата задача на највисоко можно ниво. Согласно Законот за заразни болести, членот 23 став 2 или Б, извинете сега, не помнам дали беше нумеролошки означен или со букви, Институтот за јавно здравје припрема елаборат за самите општини да извршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација на самите себе. Нели градот Скопје има надлежноста за надгледување на целото тоа. Буџетите се завршуваат во декември месец, во март согласно закон институтот го дава елаборатот и општините ќе може да постапат по истиот. Она што го гледаме сега од новиот градоначелник на градот Скопје е навистина нешто за поздрав, настрана од неговата скромност по медиумите, можеме само да замислиме од она што го гледаме колкава тонажа на ѓубре isfрлено на Дрисла, колку се чисти градот, какви млазови се користат, дали се користат дезинфициенси, да, јас се информирав во текот на овие неколку дена дека се користат Каква е моменталната состојба? Дали е безбедно? Па мислам дека е многу подобро од она што беше и доколку се одржува вака и понатаму ќе биде прекрасно, повторно ќе бидеме дома во градот Скопје. Што вам како граѓанин конкретно најмногу ви пречи во главниот град, не како политичар, туку како граѓанин? Се поклопуваат двете работи и нормално е сметам, заради тоа што и веќе нели во политиката сум околу 8 години. Замислете сцената, вие седите во парламентот, ги представувате граѓаните, се уклучуваат камери, имате микрофони, имате елаборати, имате материјали што треба да ги гласате, носите одлуки кои што се однесуваат на 2 милиони луѓе, кои што се државни одлуки и ни најмалку не се играчка, и излегувате од собранието и гледате. И шара на порта Македонија, прљави улици, расфрлено се на сите страни, згради кои што не се реставрирани влегуваат веќе во некоја фаза на руинирање и многу тажни луѓе. Тоа е сликата на реалноста, не се кафињата во канцеларијата или гласањето на законската регулатива и тогаш имате контрадикторност во двете слики што ги гледате. Мојата реалност на градот Скопје е на улица во градот Скопје. Не е внатре во парламентот. На Скопје му фали ред. Сметам дека новата извршна власт па и локалната самоуправа сега која што презема се повеќе од свесни дека граѓаните не им треба не знам си каков проспект од типот на нуклеарни централи, роботика или не знам си што. Да, сето тоа е убаво, да, во ред и вештачката интелигенција е убава, меѓутоа сметам дека ќе бидеме сите како граѓани повеќе од задоволни само ако се стави ред на нештата. Да се знае која институција е задолжена за што, како ја извршува својата дејност и да има контрола на своето дејание на крајот на годината. Да, повторно контролата доаѓа со надзор од страна на пратениците и во собранието. Доволно е да биде скромно и во ред и достоинствено, за да им се даде достоинствен живот на граѓаните, отколку да бидат нели празни ветувања и ништо да не се спроведува, како што бевме сведоци 8 години нанасат.
Колку денес главниот град е тема во Македонското собрание, од друга страна колку претениците придонесуваат за ете побрзо решавање можеби на оние локални проблеми кои што ги засегаат скопјани? Знаете како секој локален проблем кој што ги засега скопјани, доколку побарува интервенција во законската регулатива, ние стоиме на располагање да ги разгледаме законските регулативи во секој момент и да се направи анализа и да се види каква измена би стоела во полза на граѓаните во секој момент. Меѓутоа, претениците се доживуваат себе си повеќе како граѓани и ја оставаат локалната самоуправа да си ја заврши својата дејност. Досега, ако видите дека локалната самоуправа не постапувала поради барањата на централната власт и институциите кои што се надлежни да ја помагаат локалната самоуправа, сега тоа веќе нема да биде случај, нели? Сега е сменета и централната власт. Сметам дека сите како граѓани на крајот на денот ја имаме обврската да информираме за барањата. Чув едно интервју на градоначалникот на Скопје кој што вели да бев информиран благовремено од еден граѓанин кој што ми предочи одреден проблем и веднаш постапивме по истиот. За мене тоа е повеќе од доволно од еден градоначалник. Така и всушност и така треба да биде, граѓаните треба да се чувствуваат блиски до првите луѓе на општините, првиот човек на градот кој што нели самите му ја дале довербата и го избрале. Се случи надзорна расправа на тема ефектите од аерозагадувањето во Скопје и во другите градови, меѓутоа ние ќе ставиме фокус на Скопје врз здравјето на луѓето и мерките кои што се превземаат, па и така сме во еден период каде што нели аерозагадувањето само што не е започнало во главниот град, некако секоја година сме или први во Европа или 10 можеби во првите 10 во светот. Што да се превземе, да искоментираме расправата за аерозагадувањето во Скопје, мерки, предлози од вас? Јас лично сметав дека е многу интересно тоа што расправата беше во текот на пролетните и летни месеци, почеток на летни месеци, наспроти зимските и есенските месеци кога велиме дека загадувањето е најголемо. Да, сметавме дека треба да направиме методолошки пристап во надзорната расправа за да видиме точно која е причината и кои се последиците и како би ги спречиле последиците за понатаму. Заради тоа беше и таквиот распоред на деновите во кои што во надзорната расправа присуствува сведоци. На првиот ден беа различни експерти кои што присуствува и реферира, меѓутоа исто така и невладиниот сектор. За во вториот ден веќе да имаме преклоп помеѓу оние кои што се експерти од универзитетската фела и мерните станици и нормално третиот ден да бидат и самата медицинска фела, бидејќи оваа надзорна расправа може би требаше да има мултидисциплинарен карактер, односно повеќе комисии да ја водат истовремено, меѓутоа тој формат е за понатаму да се види деловнички дали би можело да се остварува. Значи да, како здравствена комисија ние ги повикавме докторите за да реферираат од различни бранши, тоа беа од пулмологија, од гастрохепатологија, неврологија и така натаму, да ни реферираат, токсикологија секако, и да видиме кои се ефектите од аерозагадувањето врз животот и здравјето на граѓаните. Она што беше многу интересно и кое што мене ми падна многу во очи, значи останатите денови беа представниците од извршната власт кои што презентира различни мерки превземени од владата кои што понатаму во долги стази, да кажеме, на долг рок од 10 години некаде би резултирале со ефекти, поради тоа што овие проблеми не може да се разрешуваат во краток временски интервал, тие побаруваат време. Една од главните работи кои што ми падна во очи е големата фарса препознаена во јавноста како големите загадувачи. Фабриките големи загадувачи. Меѓутоа, кога ги прочитавме елаборатите од експертската фела, видовме дека загадувањето од индустриите е навистина значително помало од загадувањето од, да кажеме, домаќинствата. Особено во есенските и зимските месеци, поради тоа што имаме домаќинствата кои што немаат достаточни приходи за да набават одредена категорија на дрва, тоа биле посебни дрва и јас тогаш научив, кои што морале да имаат одлежано околу 18 месеци, период на сушење, како не би предизвикувале голем број на големо загадување како резултат на тие PM2,5 честички. И всушност домаќинствата излегуваат најголемите загадувачи. Дали со тоа се обвинуваат граѓаните? Не е ни најмалку, меѓутоа дава можност да се разгледаат мерки, први на сузбивање на сиромаштијата во градот, а второ во набавување на дрва или сеча која што би била од повисок квалитет. Нормално и мерките кои што ќе се презимаат преку локалната самоуправа, сметам дека законот за оџачари треба детално да се разгледа и понатаму, оџачарската дејност да се врати, која што исто така би го намалила ризикот од загадувањето
посебно во одредени општини каде што тоа ги достигнува своите пикови. Друга интересна информација е тоа што по социјалните медиуми често пати ќе видите измерено загадување во тој момент и некоја баснословна бројка која што сите не преплашува, особено луѓето кои што имаат членови на семејството кои што имаат хронични заболувања, повозрасни или пак мали дечиња. Меѓутоа, прашањето е како се мери просекот на загаденост во текот на еден ден. Значи се зема средната вредност од 24 часа, а доколку вие земете мерен елемент кој што е првин со послаб квалитет, ние ги нарекуваме нели AliExpress мерни елементи, поставен било каде кој што во одреден секунд од времето ќе долови одредена голема бројка, тогаш сметаме дека нели можеби тој пост по социјалните медиуми бил за собирање на лајкови како резултат на сеење на страв, дисеминирање на страв, а не реалното загадување. Не дека истото не е високо. Само начинот на мерење сепак треба да биде согласно референтните мерни станици и референтните вредности кои што истите ги прикажуваат транспарентно, институциите ги прикажуваат овие вредности транспарентно на своите страни на секој 24 часа. Така, меѓутоа ќе се сложите со мене дека загадувањето на воздухот или аерозагадувањето заедно можеби со јавниот превоз, со чистотата во градот некако се горливи проблеми за Скопје. Апсолутно, значи нема семејство, вклучувајќи и моето, кое што ни ги разговара можеби на дневна основа овие теми. Зборуваме за аерозагадувањето, на крајот на денот можеме да забележиме и дека по пријателите нема веќе кој не купил апарат за прочистување на воздухот, кој исправно или не навлегувам во тоа, меѓутоа загриженоста постои и проблемот постои. Затоа и напоменав дека се реферираше на мерките кои што ќе ги пресеме владата во еден голем елаборат од 67 страни кој што беше изложен за време на надзорната расправа, во кој што имаше бројни методи со кои што ќе се намалува или ќе се афектира кон намалување на аерозагадувањето во главниот град. Топлификацијата е една беше од мерките која што остави длабок впечаток. Сметаме дека ќе биде мерка која што значително ќе помогне во намалување на аерозагадувањето, бидејќи проширување на топлификационите мрежи ќе намали можност за користење на дрва за огрев заради загревање. Така, во најсвежите проекти и настани во кои што сте вклучена е предавач на 16-тата генерација на млади лидери на школата за млади лидери на праничниот председател Иванов. Колку младите се заинтересирани за нивен општествен, политички удел, придонес? Не знам дали за среќа или за жал, или само во моето обкружување или обкружувањето еве на моите поблиску, политиката станува многу битен аспект од животот на младите луѓе, можеби и не треба тоа да биде така. Меѓутоа на крајот на денот се сведува на политика и политички одлуки. Сега прашањето е каква политика? Дали политика како вокализација на ставовите и идеолошките матрици на одредена политичка партија или политика како наука базирана на научно-истражувачки факти од кои што би се создавало лидерство кое што има визија, визионерско лидерство. И да, секоја година сум се повеќе импресионирана. Јас предавав чинам на 5 лидерски школи на Иванов досега. Импресионирана сум од младите луѓе кои што доаѓаат и агрегацијата на информации со кои што располагаат и колку се спремни да се соочат со реалноста на фактите кои што ги живеат секојдневно. Моите излагања често пати не се базираат на моите успеси, туку напротив, јас зборувам за своите неуспеси, поради тоа што сметам дека во ваквите собери, во ваквите лидерски школи, да, имаме избрани луѓе кои што ќе доминираат со тоа како успеале и кој бил макотрпниот пат за да се дојде до успехот, меѓутоа никогаш на младите нема да им кажат дека е сосема во ред и да не успеете 10.000 пати доколку еднаш успеете. Така, бевте и домаќин како собрање на ученици од средното училиште Ѓорги Димитров, кои што симулираа дебата. Колку се заинтересирани овие млади луѓе да дознаат нешто повеќе за работата на собранието? Какво беше искуството со средношколците? Јас прв пат чув пред 4 години дека постојат такви дебати во собранието помеѓу средношколците и навистина не знам што да очекувам. Меѓутоа, кој како од пратениците се појавува како еден вид на судија, нели, оценувач на дебатите на средношколските дебати во парламентот, организирани од институтот, секој пат ќе ви кажат нивото на култура е многу повисоко него она што се очекува, односно она што го имаме ние пратениците.
Првен учениците се толку културни и воспитани, секогаш се однесуваат со почитувана, немате повишување на тонот, иако согласно фактите и ставовите што ги бранат, тие не се ни најмалку пацифистички настроени. Значи се борат за титула, се борат за победа, меѓутоа културата е она што ќе ви патне во очи дека е на исклучително високо ниво, дека не се користат никогаш ниски удари, дека не се користи никогаш погрден вокабулар, туку е секогаш засновано на факти и докази, на вистина висок степен на полемизирање и на дебата која што е подкована. Значи буквално влегуваат во материјална расправа. Она друго што го забележувам од младите е тоа што немаат предрасуди во однос на тоа кого ќе поддржат во гласањето. Значи гласаат дури и за предлозите на останатите со кои што дебатираат, доколку сметаат дека се полезни во дебатата. Има многу што да се научи дефинитивно од младите кои што доаѓаат да дебатираат во собранието. Сметам дека меѓу нив имаме на вистина добри идни политичари. И наследници. Се гледа веќе. Така. И еден настан кој што сметам дека исто е важно да го споменеме, 20 години од поставување на камен темелникот на Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите во Македонија, колку главниот град е чувар токму на ваквиот спомен на камен темелник. Па вака сега, малкумина во Скопје, за моје чудење, знаат дека Меморијалниот центар во Скопје е четврт најголем меморијален центар во светот, а прв најголем сефардски меморијален центар во светот. Значи, тој е изграден со денационализација на имоти на оние кои што не преживеа. Знаеме дека 98% од еврејската популација на Македонија било однесена во Требленка и никој не се вратил. И тој буквално стои како спомен за минатото, меѓутоа и поука за иднината. Меморијалниот центар е место кое што треба да се посети, од него може да се научи, меѓутоа исто така сметам дека може да биде и место каде што би се собирале луѓе со различни ставови и видувања и би се користело како место за дебатирање во подсетникот на што може да стане кога реално демократијата не постои и реално дебатата не постои, тогаш тоа може да стане, тој помор кој што се случил во Втората светска војна. Патот до Меморијален центар можеби треба подобро да разговарате со повозрасните од мене во еврејската заедница, ќе ви кажат многу повеќе детали за истиот, меѓутоа траело околу 17 години, јас колку што знам, додека не биде конечно отворен тој Меморијален центар и сметам дека е битен елемент од еврејскиот живот во Македонија и ќе стои како потсетник и во моментите кога можеби нас како заедница повеќе ќе не нема. Скопје кажавте дека навистина го чувствувате како дома и како небе, нели 500 години овој град е дом на вас и вашите предци. Ако би можеле да промените една работа во главниот град денес и за сликата за главниот град денес, што би било тоа? Може би ќе ве зачудам, ама би сакала да има повеќе музика, и тоа не поп музика, би сакала повеќе културни настани, повеќе да ја гледаме филхармонијата, особено во пролетните и летните месеци, значи на отворено. Верувајте ми дека секој пат кога има концерт на отворено, луѓето подзастануваат и ќе видите лица кои што одеднаш се менуваат, имаат сјај во очите, се помалку или повеќе насмеани, ама не се тажни. Сметам дека на Скопје му фали повеќе музика, повеќе култура, повеќе настани во кои што младите би се вклучувале и во кои што сите ние би присуствувале и како семејни луѓе. Тоа е сјајот на Скопје, културата да се врати во полнек, мислам дека се ќе биде многу подобро. Кога би евоцирале спомени наназад, каква е Скопје во вашето детство, во вашата младост? Јас до ден денеска тврдам дека се родив и растев на најубавата улица во Скопје, на Коста Новаковиќ 46. Тоа е една слепа улица полна со дрва, кои што прекрасно цветаат во пролетниот период. И честопати во моите говори споменувам дека на моето детство се сеќавам поради тоа што во тие згради живеа луѓе со различна етничка и религиски бекграунд, нели, позадина. Тука бевме и православни, католици, муслимани и евреи, едноставно животот беше и башка и барабар. Мирисот на тоа башка и барабар ме прави влюбена во Скопје и во Македонија за секогаш. Сметам дека моето детство ќе го живее и мојата ќерка, може би во поинаква форма, меѓутоа ќе го почувствува моментот на башка и барабар и на тоа космополитанство, на големината на духот и разновидноста која што Скопје секогаш е имало. Има ли места во Скопје на кои постојано им се навраќате, кои се вашиот мир, кои се со емотивна важност за вас?
Па да, музичкото училиште Илија Николовски Луј е место за мир и спокој дефинитивно. Ми буди убави сеќавања од многу рано детство, нели до тинеџерството. Јас се школував музички до својата 14-та година. Започнав на 4 годинки. Мистиркова ми беше прва професорка и тоа ми е голема гордост, па натаму беше и Кармен Кустова. И секој пат кога ќе влезам во музичкото училиште, сега таму учи мојата керка, помислувам на моето детство и навистина ми е исклучително пријатно. Би сакала да се вложиме сите ние повеќе за да се обнови и да се одржува музичкото училиште повеќе. Сметам дека го имаат веќе тоа во план и дека директорот ќе се посвети повеќе во вниманието, нели, да се реконструира музичкото училиште, да се набават нови инструменти и да се врати духот на музичкото во децата од моето детство, на што јас го паметам. Сте започнале со музиката, доктор сте по биохемија, денес сте политичар. Кој е НЗС-то на сето ова? Нема. Се чини дека никогаш и не можам ни самата да си објаснам зошто животот ми се темели на континуирано рестартирање на нешто, како можеби некој ќе рече тоа е барање на адреналин. Не, едноставно не е моја одлука, никогаш е божествена одлука, вистински божествена одлука. Јас студирав ветеринарна медицина бидејќи ми беше желба од детство да бидам ветеринар. Кога дипломирав бев пресрекна што сум дипломирана, бев првенец на генерација на Кирил и Методи. Сакав да бидам хирург, се замислував во одреден момент можеби како најдобриот хирург за крупни животни во светот, да. И затоа заминав во Канада. Не ни очекував дека ќе завршам во научно-истражувачка дејност, која што на жал не се користи како терминологија често во Македонија. Јас сум доктор на науки по биохемија и молекуларна биологија на андрологија, што значи машка фертилност. Можам да кажам слободно дека никогаш не помислував дека ќе работам нешто поврзано со политика, но ете и тоа некако бидна, некогаш не е наша одлука, некогаш е божествена премисла. Меѓутоа, секогаш доколку имате концепт на научно-истражувачка дејност, на методолошки пристап и дисциплина во работата, не верувам дека нешто може да ве лимитира. Можете да успеете во се. Потребно е само да имате методологија и пристап и дисциплина. Значи, дисциплината е моќ со самоконтрола. Любувам моите гости да ги прашам кој е балансот помеѓу професионалното и приватното и колку е поголема одговорноста за жената во политиката? Морам да признам дека е тешко да се направи баланс. Никогаш не знаете каде е линијата и што е доволно. Дали на едната страна, во професијата или во семејниот живот, и често пати ќе се каете без разлика која било одлуката. Дали повеќе екстра сати сте дали во професионалниот живот или во семејниот живот, нешто ќе биде повеќе или помалку повредено. Со текот на времето, мислам дека секоја жена која што влегува во некои адултни години, разбира дека не може да има 120% од себе во професијата и 120% од себе во семејството. И затоа се прави некое рационализирање на времето и положување на обврските во рамки на семејството. Ниедна жена не треба да го носи товарот на сиот свет на свој грб и затоа семејството е исклучително битно. Јас имам голема среќа да имам многу компактно семејство со многу традиционални вредности во кои што речиси сите чинители во семејството учествуваат во помагањето еден кон друг. Да, мојата мајка често пати знае да излезе во пресрет за детето, меѓутоа исто така и супругот, и сметам дека е голем благослов да се живее во таква конзервативна компактна семејна средина. Таа многу помага, таа не одзема никогаш. И на тој начин можете да го направите правилниот компромис. Дали рецептурата ќе биде за секого еднаква и секогаш добро, не верувам. Не постои совршенство. Секој пат дел од вас ќе ве копка дали доволно посвети внимание, дали прашав за домашната на детето, дали прашав дали е се во ред дома. Меѓутоа, како и да, на долгата стаза, да кажеме на годишно ниво, не сте направиле страшни греови и тоа ќе биде сосема доволно. Така и за одговорноста на жената во политиката? Да, има разлика помеѓу жените и мажите во политиката. Често пати во минатото не сакав да прифатам дека полот може да детерминира оптеретување во поголема или помала доза и навистина не е фер така да зборуваме. Меѓутоа, една колешка пред известно време која што не работи политика во Македонија, вели јас ќе постигнав многу повеќе во својот живот доколку имав сопруга. И може би има вистина во незината теза и во незината реторика, заради тоа што на крајот на работниот ден,
колку и да е компактно семејството, децата велат каде е мама и кога ќе дојде мама и ми треба мама за ова или за она, а верувам дека и другите чинители во семејството имаат начин како да ја побараат понежната страна, или понежната компонента за нивните потреби во текот на едно деноноќе. Така, убаво речено. Полека ќе заокружуваме овде. Јас би сакала, ете, ако ве прашам со една реченица да ми го опишете Скопје, што би било Скопје за вас? Дефинитивно моето детство, мојот живот и мојата најголема љубов. Господја Мизрахи, многу ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома, што ја прифативте мојата порака, што ја пренесовте ете вашата можеби лична приказна со главниот град, меѓутоа и сето она одјавен интерес и за доброто на граѓаните, нели оние кои што ја даваат довербата и кои што ве бираат. Јас се надевам дека ќе имаме и други теми за некои други тебе гостувања. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам. Скопје ми е дома со Рашела Мизрахи, пратеничка во Македонското собрание. Овде ве поздравувам и се гледаме за една седмица од сега во истиот термин. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно